Проширувањето на Европската Унија за земјите од Западен Балкан е жив, динамичен и ургентен процес. Овие земји не треба да ја пропуштат шансата која им се укажува, изјави евроамбасадорот во Македонија Михалис Рокас, коментирајќи го самитот во Тивот, но и нон-пейперот на германскиот канцелар Фридрих Мерц и францускиот председател Емануел Макрон. Мислам дека најголемата порака која што всушност произлезе од самитот во Тивот, дека всушност процесот на проширување на Европската Унија е жив, е динамичен и дека е ургентен и дека земите кандидати не треба да ја пропуштаат ова можност за станување членки во Европската Унија, така да за мене начинот на кој што јас всушност го гледам тој нон-пейпер, иако не сум експерт за толкување на такви документи, мислам дека првин тоа што треба да се случи е да се усвојат уставните измени за да може да се започнат преговорите, се разбира со усвојување на уставните амандмани. Кои моменти го отежнуваат влезот на Македонија во Европската Унија, а кои се добри? Да ги имплементира самите реформи, всушност со забрзан ритам. Тука зборуваме за реформите кои што се во сферата на владењето на правото, исто така борбата против корупцијата и исто така можам да ја пофалам и земјата што се однесува во контекст на усогласување на земјата со надворешната безбедносна политика и тука мислам исто така и со политиката во сферата на одбраната. Навистина имаме одлична соработка со Република Северна Македонија, така да во овој контекст имаме блиска соработка. 29 мостови и 15 тунели низ 34 километарската траса ќе го спојат Скопје со Црното море преку стратешкиот транспортен коридор 8. Изјави денес вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски при денешниот увид на пругата Белјаковце-Крива Паланка. Се работи за еден инженерски исклучително предизвикувачки проект кој што опфаќа изградба на цели 29 мостови. Во должина вкупна е проектот од 34 км, значи на само 34 км имаме 29 мостови. Имаме 15 тунели, најмногу досега изградени тунели во Македонија, 6 надвозници, 3 подвозници, 3 стојалишта или 3 железнички станици, 2 станични згради и 3 сервисни згради. Имајќи предвид конфигурацијата на теренот, ова треба да е железница која што ќе оперира со 100 до 120 км на час, што во вакви комплицирани услови е навистина одлична брзина. Се очекува пругата да биде целосно завршена до крајот на октомври 2028 година. И очекувам до октомври 2028 година, или еве да бидам попрецизен до последниот квартал на 2028 година, тука веќе да оперираат возови. Ова е дел од коридорот 8, источно крило, поврзувањето на Скопје со Софија, а оттаму и со Црното море. По изградбата на втората делница, секако ќе ја градиме и трета делница. Според НАТО, ова е втор најзначаен безбедносен коридор. НАТО овој коридор го прогласи за втор најзначаен безбедносен коридор. Почнува во Драч, преку Охридското езеро, Скопје, Крива Паланка, Софија, Бургас, Варна, завршува во Одеса и ова е нешто на што сме исклучително посветени. Министерството за финансии изврши трансфер на 131 милион денари од централниот буџет кон Развојната банка, средства наменети за реализација на проекти во домашните компании. Со трансферот извршен на крајот на минатиот месец, вкупната сума која што е пласирана во домашната економија за реализација на инвестиции од страна на компаниите изнесува 14,1 милиарда денари или 230 милиони евра. Ова представува 92% реализација на кредитната линија што ја обезбеди владата од унгарската Експорт-импорт банка со цел поддршка на домашната економија. Поддршката се состои од пласман на средства по поволни услови за компаниите во насока на реализација на приватните инвестиции, со што тие ќе обезбедат собствен развој и потикнување на економскиот раст. Потенцираат од Министерството за финансии. Вкупниот буџет за поддршка на домашните компании, предвидени во буџетот, изнесува 250 милиони евра, а вредноста на инвестицискиот циклус се проценува на околу 300 милиони евра.
ВМРО ДПМН на денешниот прес изјавија дека председателот на СДСМ Венко Филипче е спремен да истурка уставни измени, зашто мисли дека само така ќе дојде на власт. СДСМ од друга страна изнесува дека граѓаните живеат тешко. На 4-члено семејство му се потребни 69.000 денари за да преживее, а платите не ги следат поскапувањата. Специјалниот бугарски пратеник Филипче спремен да истурка уставни измени, сметајќи дека така ќе дојде на власт. Демагошката програма, полна со флоскули на Филипче, не му го носи посакуваниот ефект што може да се види и по последните анкети. Па затоа се впушта во романса со Бугарија, сметајќи дека така ќе успее да им се допадне на граѓаните. Иако над 80% од граѓаните сметаат дека уставни измени по диктат на Бугарија не е чекорот кон Европската Унија и оваа отстапка не треба да се прави без гаранции. Сепак, Филипче и лојалистите на Заев во врхушката на СДС уште утре ќе ги потпишат бугарските барања. Цените растат секој месец, храната станува луксус, а платите не успеваат да го следат поскапувањето. Вистината е дека едно 4-члено семејство денес му се потребни речиси 69.000 денари месечно само за основните животни трошоци, односно речиси 3 минимални плати. Вистината е дека нема 600 евра минимална плата, работниците создаваат вредност и профит, а нивните плати остануваат најниски во Европа. Вистина е дека пензионерите секој ден се соочуваат со повисоки трошоци, додека нивниот животен стандард опаѓа. Владата на Бугарија го прекинува обезбедувањето оружје од бугарската армија за Украина. Ова го изјави премиерот Румен Радев на почетокот на денешната седница на Советот на министри на Европската Унија. Веќе дадовме доволно, а нашата земја продолжува да трпи социоекономски штети од оваа крвава војна, рече Радев, кој е убеден дека решението на конфликтот не може да се постигне со воени средства. Одлуката засега ја коментираат странските медиуми. Според Bloomberg, одлуката на новата бугарска влада да престане да ја обезбедува оружје на Украина е во спротивност со напорите на европските земји да го зголемат притисокот врз Русија за прекин на војната. Возачите кои викендов ќе патуваат кон Халкидики ќе се соочат со привремен променет сообраќајен режим поради градежни работи на обиколницата на Солун. Според најавите, и вечерва 10 јуни од 23 часот до 5 часот наутро, дел од обиколницата на потегот кон Халкидики ќе биде затворен за сообраќај. Дополнително од петок 12 јуни од 23 часот па се до недела 14 јуни до 23 часот, истиот дел од патот ќе биде целосно затворен во двата правци. Во овој период се очекуваат големи гужви и забавен сообраќај низ Солун, а возилата ќе бидат пренасочувани по алтернативни правци. Српската полиција разби организирана криминална група осомничена за изработка и продажба на лажни дипломи и други образовни документи, при што се уапсени 4 лица, а откриена е и илегална печатница во Белград. Според истрагата од октомври 2025 година до денес, осумничените во илегална печатница на територијата на Белград изработиле повеќе од 120 фалсификувани документи, меѓу кои свидетелства, дипломи од средни, виши и високообразовни установи, уверенија за положени испити и мастер дипломи. Евроамбасадорот во Македонија Михалис Рокас во Штип имаше средба со градоначалникот Иван Јорданов. За Јорданов и за Рокас средбата била конструктивна, а фокусот е ставен на проекти кои се од јавен интерес и ќе го подобрат животот на граѓаните, а ќе бидат финансирани со пари од Европската Унија. Интересите и фокусот на општина Штип се кон реализација на проекти кои се од заедничко значење, а се во делот на зелената агенда, во делот на развој на туризам, во делот на изградба на пречистителна станица за отпадни води, нешто кое е заеднички интерес и во соработка и партнерство со европските фондови, преку европската делегација се финансираат овие проекти. Кога Штип ќе го реализира еден од стратешките проекти, пречистителна станица. Сметам дека навистина се наоѓаме во еден момент на финиширање на сите овие постапки и дека во текот на оваа година ќе биде избран најсоодветен понудувач кој веќе ќе влезе во фаза на реализација на долго очекуваниот проект кој, како што напоменав, има огромно значење за нас како град, затоа што
конечно ќе Штип има можност да добие пречистителна станица за управување со отпадни води и заштита на животната средина. Да, тоа е едно итно прашање кое што треба да се реши. Се разбира дека ние сме тука и за овој проект, значи треба да се склучи договор за реализација на овој проект. Се надеваме до крајот на ова година. Рокас денес изјави дека освен пречистителната станица за Штип има и други проекти. Тоа се однесува на реализација на други проекти со општина Штип. Навистина има многу добра соработка и со општината. Исто така за време на состанокот можеме да слушнеме за други проекти кои што би можеле да ги реализираме со фондовите на Европската унија, да видиме кои се приоритетите на општина Штип во поглед на проекти за во иднина. Слушаме дека постојат исто така планови за развој на туризмот, исто така во самата општина постојат предизвици што се однесува на текстилната индустрија. Во однос на регионалната депонија која се однесува на источниот и северозападниот регион, а која е предвидена да се изгради во Мечкуевци, амбасадорот Рокас изјави. Има задоснување како што има задоснување и во другите делови на самата земја, затоа што не е само овој регионален центар. Само во овој дел неколку регионални центар за управување со отпад широм земјата се предвидени, така да има задоснување. Се разбира дека нивната реализација е тесно поврзана со фондовите на Европската унија и роковите до кога можат тие да бидат искористени, како што веќе кажав. Значи исто така и пречистителната станица за отпадни води, што значи контрактирање или потпишување на договор завршува при крајот на оваа година. Во целост за сите овие проекти јас мислам дека треба да има забрзување, сите да направат напори за да се забрзаат сите овие процеси за да можат да се реализираат. За 5559 основци и средношколци од Штип денеска заврши учебната година. Дали им се остварија очекувањата и дали оваа школска година е успешна за нив? Да, моите очекувања се остварија и имам затоа што имам големи оценки и Дали оваа година за тебе е успешна? Да. Па да, и оваа година ми беше многу успешна година и преубава беше. Од утре за 3604 завршени основци стартуваат уписите во средните училишта. Овој месец ќе има 2 електронски пријавувања на учениците. Првиот е на 12 јуни, а вториот на 23. Во августовскиот уписен рок ќе има едно пријавување и тоа на 20 август. Учениците ќе се пријавуваат електронски преку порталот услуги.gov.mk со посебна најава за ученици од сопствените користични сметки на schools.mk, а потоа во училиштата во кои ќе конкурираат и ќе ја доставуваат потребната документација. Утре 372 ученика ќе го полагаат задолжителниот испит по мајчин јазик, а на 12 јуни ќе се полага државната стручна и државната уметничка матура. На ниво на општина треба да кажеме дека вкупно полагаат 420 ученици на некои од видовите државна матура. И тоа 372 полагаат државна матура, 15 ученици полагаат државна стручна матура и 33 ученици полагаат државна уметничка матура, додека пак останатите ученици до 503 се всушност учениците кои полагаат завршен испит и училишна матура. Вкупно во Штип ќе полагаат 503 матуранти. На ниво на држава предвидени се над 25.000 слободни места во сите 109 јавни средни училишта во државата. Од нив повеќе од 17.000 се во стручното образование, без малку 6.000 во гимназиското и 570 слободни места во уметничкото образование. Министерката за образование и наука Весна Јаневска им го честита успешниот крај на учебната година на сите ученици, како и на наставниците. Според неа, оваа учебна година е подобра од претходната и постојат релевантни показатели што го потврдуваат тоа. Би сакала да им честитам на сите ученици, па и наставници, успешен крај на учебната година, која, според нашите информации, е подобра од минатата и има
релевантни показатели кои кажуваат дека тоа е така. Учениците од прво до трето одделение ќе добијат и дигитални и хартиени свидетелства, а од до година секој ученик ќе добие дигитално свидетелство, најави министерката Јаневска. Обезбедивме електронски печати, обезбедивме како министерство електронски потписи и оваа година, за да не се случи во некој училиште, можеби рурално, можеби некое помалку опремено, децата да останат без свидетелства, за овие 3 одделенија имаме таков, каков што вие го нарековте, хибриден систем. Од следната година сите ќе бидат дигитални. Советот на општина Македонска Каменица на денешната седница го усвои ребалансот на буџетот за 2026 година. На денешната седница на Советот на општина Македонска Каменица беа освоени повеќе значајни одлуки за развојот на општината. Советот го усвои и првиот ребаланс на буџетот за 2026 година, со кој што буџетот се зголемува од 519 милиони 451 илјада на 573 милиони 445 илјади заради зголемени средства по уплати од данок на додадена вредност. Со ова обезбедуваме дополнителни средства за реализација на капитални проекти, подобрување на локалната инфраструктура, поддршка на културата, образованието и значајно е што е оваа година со овој ребаланс добуџетиравме реконструкција на здравниот дом Гоце Делчево, односно здравствената станица Македонска Каменица. Покрај ребалансот, Советот ја усвои одлуката за формирање и начин на финансирање на регионалното јавно предпријатие Екоисток Североисток, што представува важен чекор кон воспоставување на современ регионален систем за управување со отпад и исполнување на европските стандарди. Тоа се големи очекувања на сите нас од источниот и североисточниот регион, но и на жителите од Македонска Каменица. И продолжуваме посветено да работиме на проекти кои што носат конкретни придобивки за граѓаните на нашата општина. Полицијата у Опци поднесе 2 кривични пријави против 33 годишниот БТ од село Козјак во општина Карбинци. Според информациите на ТВ Стар, осумничениот кој бил со психичко расстройство и без родители, подолг период престојувал во домот на Светеникловско семејство, каде ја соблекувал, допирал и извршил полови дејствија врз нивната малолетна ќерка. Лицето при злоупотребата и пренел заразна болест на жртвата, која била утврдена од Институтот за судска медицина во Скопје. Против него од страна на јавното обвинителство се поднесени кривични пријави за силување на дете кое не наполнило 15 години и пренесување заразна болест. Жители од улицата 11 октомври во Кратово 9 години имаат проблем со 2 големи агресивни кучиња на нивниот сосед. Досега биле секаде и во сите институции, но решение немаат. Комшивката ги донесе кучињата од село со добра намера, мали беа, да протераат зимото тука, у Кратово, од село ги донесува, да пораснат и пролетта пак да си ги донеси. Не праша, значи, што е реално, не праша мене како сосед. Се сложив вред. Значи, јас против животни од село сум потекнувал, на село сум раснал, немам ништо против животните. Пораснаа кучињата, следното лето и пролетта тие не ги однесува на село, туку ги зачува тука. Од 2017 година до ден денешен, значи јас лично, мојата фамилија, како и соседите, не знаеме што е ден, што е ноќ, ниту за одмор, ниту за спиење. Лајат кучињата буквално по свеј. Фрапче кој ќе прелета во дворот, агресивни се лајат. Мали испади имало, да касне дете за прс, нели да го случајно да се пушти кај преку ограда и тука и кај сосед нивни кои беа затворени. Дали е пријавувано во полиција или не знам. Нашиот соговорник во моментов е во Холандија, но планира да се врати, а во меѓувреме, знаеки што го чека, апелира до институциите. Прво си имам обраќано во МВР, полициска станица Кратово. Милион пати. Предупредување. Од мака сум проучил сите закони. Закон за домување, закон за домашни миленици. Во Агенција за храна и ветеринарство си имам обратено. Комунален редар.
пошто инспектор немаме и мислам дека и се уште немаме во локалната во Кратово. Маријан Давидковски е охрабрен од брзата институционална реакција во врска со случајот камени кукли и смета дека тие ќе го решат и нивниот проблем. Значи, до сите надлежни институции во некој разумен рок проблемот да се реши. Одмака сум ги проучил сите закони. Начинот на решавање на овој проблем е следниот. Од Агенција за храна и ветеринарство треба да донесат решение и да ги однесат, да ги издресираат кучињата да не бидат агресивни и тоа да оди на трошок на собственичката и да ги вратат. Хулигани ја напагаат урбената опрема во Виница. На хулиганската агенда беа клупи и корпи за отпадоци, кои одлично беа вклопени во природниот амбиент. Реакција за проблематичното однесување има лично и од градоначалникот. Острого осудуван секој вандалски чин и секое дејствие насочено кон уништување на урбаната опрема поставена во градскиот парк или на кое било друго јавно место. Оваа опрема е наменета за користење од страна на граѓаните и е набавена со средства обезбедени од нив, стои во реакцијата на градоначалникот Костадиновски. Соколарката и експерт за едукација за дивиот свет Натали Денов објави видео на социјалните мрежи со својот орел по име Ороферион, кој брзо привлече големо внимание од јавноста поради импресивната големина на птицата. Во прашање е боречки орел Полеметиус беликосус, единствениот представник од својот род во семејството јастреби. Борбениот орел може да достигне должина до 96 см и распон на крилјата до 240 см. Потекнува од подсахарска Африка, но сега е наведена како загрозена птица на црвената листа на IUCN. Таа е едно од најпрогонуваните видови птици во светот, бидејќи локалните земјоделци често се обидуваат да ја истребат поради многу претерани обвинувања дека го напаѓа нивниот добиток. Покрај неверојатните физички пропорции на птицата, видеото ја открива и незината блиска врска со својот собственик. Големиот орел ужива во гушкањето со соколарот, а нивната необична блискост предизвика бројни коментари и реакции од гледачите. Утре времето претежно сончево. Во вечерните часови се очекуваат врнежи од дожд. Температурите до 32 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 6 км на час. Влажноста ќе изнесува 36%. Температурите по градови се следните: Штип и Карбенци со по 32 степени, Пробиштип 31, Чешиново Облешево 30, Кочани 29. Температурата во Виница до 30 степен, во Македонска Каменица 28, Делчево 30 и во Пехчево и Берово максимални 26 степени. Православните верници утре се спомнуваат за светата мајчиничка Теодосија Тирска. Католиците на Свети Апостол Варнава.